Потоа ќе продолжиме, ќе ставиме асфалт. Му помогнавме и на градоначалникот во делот за проектот што го има за првиот дел преку Светска банка, така да ја очекувам за брзо време ќе почнати со асфалтирање. Ќе гледаме и до крај тука да помогнеме. И плюс тоа што го зборевме за до Средори. Значи едно по едно, да не ветуваме премногу, ама тоа што ќе го ветиме да го испочитуваме. Па сега, значи 100% е леснето. Значи ако биде нов асфалт како што имаме обетување, значи мислам дека ќе биде супер. После нели се па тој е проводен, значи немаме проблем ни со откупот на млеко. Значи не откажува, јас откупувам млеко, значи откажува, фактички од пато е проблем. До сега само идеја и вака не тапка порамо, ќе биде, а од сето тоа ништо. Штама. Сега добро. Колку толку добро е. Значи има услов за живот некаков. Ветија луѓето и го исполнија она нивното, или по наше кажано, ова е една прва помош за овој пат, ги санираа дупките онака како прилега. И нека даде Господ, мислиме дека ќе биде ден кога министерот ќе дојде, овде ќе пушта пат со нов асфалт. Ова е еден привремено решение за жителите на овие населени места, Белопеле, Котлешево, Вранче и Средорек. Година се планира и асфалтирање до Бело поле. Да се поврзи Вранче, Средорек, подвис со горните села и да одиме Кривогаштани. Знаете зашто? Зашто овдека 90% се луѓето сточари. А тамо е главниот пазар. За да однесат едно теле да продадат, и ако не го продадат, тие го враќаат умрено назад. Зашто? Затоа што немаме пат. И сега место 3 километра ми треба 6-3 километра околу на Кривогаштани, не можеше да им сите села до овде и 6-3 назад. Ќе гледаме и преку наши средства да помогнеме и другиот дел од населеното место да биде опфатен со асфалтирање, односно со пробивање на делот патот и до подвис, односно да скратиме до делот до Кривогаштани.